Доградбите и активностите на Алипашината џамија во Охрид и официјално се дивоградби. Помина и 8 јунија властите и понатаму молчат, вели Томе Џамтовски од Сдруженијето Совест. Тој потсетува дека на 8 јуни изминале 2 години од издавањето на конзерваторското одобрение на кое се повикува Заводот и Музеј Охрид, кој е носител на проектот за реконструкција на Алипашината џамија. И сега е потребна нова градежна дозвола според Законот за градење, за што се неопходни нови процедури и целосна документација. По 15 дена редно е да дојде инспекција и да ги стопира активностите, додава Џамтовски. Се она што досега е направено е фактички дивоградба и тоа не може ниту да се легализира, бидејќи според Законот за легализација на бесправно изградени објекти, тие објекти треба да почнале со градење до март 2011 година. Јасно е како ден, нели, дека градежните работи на Алипашината џамија се изведува после овој рок, така да велам ние како здружение викаме дека тоа е дивоградба и треба да се постави согласно законот. Во меѓувреме, владин извор за телевизија 24 информира дека неофицијално 32 метарско минаре нема да се гради, но дали и кога ќе бидат стопирани активностите на џамијата никој не знае. Не знае ниту новиот министер Адеми, кој пак побара време да го проучи проектот па да даде свој став. Но професорката Донка Барџиева, како советник во Министерството за култура, вели проблемот мора да се решава компромисно и со помош на УНЕСКО. Се направија грешки со тоа што Законот за градење, одредбите од Законот за градење се имплементира и во Законот за заштита, што е спротивно на сите принципи на градење. Не знам која политика понатаму новиот министер ќе ја спроведува во однос на заштитата, претпоставувам она која што е утврдена и со стратегијата и со принципите на заштита воопшто, тоа е да се намалат воопшто сите активности во Охрид поврзани со реконструкција. Од исламската верска заедница во Македонија и понатаму веруваат дека се е легално и дека џамијата ќе се догради. Оти објектот во Охридот секогаш бил стар и многу вреден монумент на исламската култура. Инаку проектот Алипашина џамија е финансиран од Република Турција како донација на директоратот на вакуфите од Анкара.